Да, се враќаме во студиото, зборуваме за смртноста, за причините за високата смртност кај нас, за лекувањето, за протоколите. Она што е јасно, што го покажуваат светските искуства, она искуство од Италија, да речеме, кој најмногу го исплаши светот, тоа е преоптовареност на здравствениот систем. Сите земји всушност се обидуваат да го избегнат токму тоа, па по цена и на страдање на економијата, по цена на страдање на другите сектори, но очигледно дека тоа е целта и на СЗО со светската стратегија. Сега кај нас велат дека здравствените капацитети се тука некаде при крај во јавното здравство. Се разбира тие модуларни болници кои се подготвуваат, но е прашање дали ќе има кадар кој да работи во нив. Гледаме дека се повеќе кадар бега, причините за тоа исто така треба да се праша зошто е тоа така, но господине Таравари, мислите ли дека можеби решение би било доколку дојде работата до една таква критична точка да се вклучи во целава приказа и приватното здравство? Видете вака, нормално, ние ги слушаме колегите и гледаме дека веќе декомпензираат. Полека, толку 7 месеци интензивно работење на тие доктори, сестри и друг медицински персонал кои што работат посебно во клиниката за инфективно, нормално тоа е уморно и за нив, тоа ги троши како луѓе. Можеби ќе треба, ние знаевме нашето здравство како е и затоа се плашевме многу. Бидејќи знаевме дека комплетно здравствениот систем во Македонија е централизирано и околу над 80%, некаде до 90% на здравствени услуги, посебно во терциерно здравство, се даваат во Скопје, никаде друго. И сега доаѓаме до тоа големо прашање, зошто ниеден одел за инфективни болести, а така и со сите други области од медицината, во периферија ги нема. Ние имаме две клинички или 3 клинички болници. Тетово, Штип и Битово. До кај се овие клинички болници и кај се капацитетите таму? И нормално во вакви воредни состојби треба да се размислува и треба, да речам, приватниот сектор да се понуди да помогне. Меѓутоа не да се размисли во правец на профитирање од вакви ситуации. Ја добивам информации од Министерство за здравство, кои што се, да речам, мислам дека се вистинити, дека се подготвува нов закон за здравствена заштита, која според мене би било скандалозна. Значи, проблемите на јавното здравство нема држава, барем во регионот и во Европа, каде што тоа го прават приватни болници. И сега се размислувало како дел од, не стратегијата, туку дел од третманот на пациентите со COVID-19 да се препуштаат на приватните болници. Тоа би било во ред ако тие се пријават да помогнат. Меѓутоа да се направи профит од таа ситуација, да се наплатуваат на тие пациенти, тие да платат плюс фондот да плати, плюс тоа да кошта 10 пати или 5 пати поскапо отколку во државните болници, ние како партија и како сектор за здравство од Алијанса за албанците ќе реагираме и ова ќе биде скандал кој што не се случува во ниедна соседна држава или нема таков друг пример барем во Европа, ја не знам, можеби во светот постои некаде. Па пример, например, кога веќе зборуваме Германија, таму всушност најголем дел од пациентите се лекуваат во приватниот сектор, но целиот приватен сектор е вклучен во стратегијата против COVID-19 и државата им плаќа иста цена како што плаќа на државните болници. Тоа би било во ред. Да, значи по иста цена. Дури да се отворат и приватните болници, да се пријават, дека се подготвени, како што беше на почеток со респиратори, дека се подготвени да се користат и нивните респиратори, тоа е во ред. Нема никој против тоа. Меѓутоа, ако еден пациент, како што е за повеќе услуги, се наплатува, пример, во јавното здравство 1 денар, а во приватното здравство 10 денари, вие гледате сега, гледаме и ние, слушаме сите, ние сме мала држава. Помал од еден град во поголемите градови од Европа. И знаеме, до вчера во одредени болници немаше инфективно оделение, ниту беа заинтересирани. Сега гледаме одлив на сестри и доктори од една клиника која што и така е загрозена, реков, е пред декомпензирање тотално.
И што се случува, одредени сестри веќе одат излегуваат од работа, може би некои не издржуваат, веќе тој притисок не може да го издржат. Одредени доктори одат во приватни болници и се подготвуваат ковид центри, кај што би се наплатило, ви велам, и пациентот, и фондот, и вкупно кога ќе ги собереме, ќе излезе 10 пати или 5 пати поскапо отколку што се наплатува во државното здравство. Инаку, ако биде истата цена што фондот ги дели за инфективната клиника, тоа да го прават и приватните болници, ја не сакам да ги спомнам, било која, окей, дури ќе го прифатиме тоа, ќе го поддржиме и треба така да биде. Бидејќи овие се воредни состојби што може би ќе се случат последните 50 или 100 години, нема да се случи уште еднаш. И затоа ово е момент кога приватните болници треба да се солидаризираат од тој профит што го прават цела година. Треба овој период да се солидаризираат и да помогнат на државата и на граѓаните. Меѓутоа, искрено моите информации што ги имам, ова се прави со намера да се профитира и од оваа ситуација. Тоа ако се случи, ете, велам, тоа ќе биде најголем скандал и најголема срамота што може да се случи на некоја институција која го раководи здравствениот систем. Да, доктор Мехмедовиќ, исто во прашање да се надоврзете, надополнете исто во однос на кадарот. Гледаме дека кадарот заминува од јавното здравство и тоа кадар кој во овие моменти слободно можеме да кажеме дека е незаменлив. Во овој момент вие не можете да најдете искусен инфектолог и веднаш да смените да најдете друг. Не постои друг. Тој е тој. Во однос на кадарот, и гледам, например, најдов на Facebook една медицинска сестра, ми се чини од Тетово беше госпоѓата, која го тагнала министрот и вели: министре, јас сум дипломирана медицинска сестра, седам дома, не сум вработена. И вика, имам информации, има уште многу како мене, зошто, вика, не вработите? Еве, вика, треба медицински сестри, ќе сакаме да работиме на инфективна, ќе одеме. Значи, прашањето е, треба ли повеќе да се активира тој кадар, скоро дипломиран, значи, знаеме дека тоа не е добро, можеби, од стручна гледна точка, но ние сме во пандемија, нели, немаме многу избор, и дали мислите, можеби како и некоја резервна опција да се активираат, можеби луѓе од пензија, инфектолози, доколку сакаат, се разбира. Тоа е на доброволна база. Не знам дали е до таму дојде на работата да треба да размислуваме и од пензија да ги враќаме луѓето за тоа да почнат да работат на инфективната клиника. Ако дојдеме до таму, тогаш е наистина сериозна ситуацијата. Во однос на ангажманот на целокупниот расположлив медицински кадар, како во случајот на медицинската сестра со високо образование која што ја спомнавте од Тетово, сметам дека Министерството за здравство излезе со една информација дека во текот на изминатите 3 до 4 години се издадени некако околу 5000 согласности за вработување, што во принцип би значило дека негде околу половина од вкупниот број на тоа е половина од вкупниот број на претходно регистрирани здравствени работници во државата. Сметам дека ние имавме некако околу 11-12 здравствени работници во периодот до 2017 година, доколку се издале околу 5000 нови согласности. И повторно се постава прашањето дали се тоа нови вработувања или трансфери од едно на друго работно место, тогаш би требало тој капацитет веќе да бил зголемен за 50%. Не верувам дека е тоа така, верувам дека е зголемен за некои 10 до 20%, доколку има резерви, истите треба да се искористат, без разлика на тоа што искусниот кадар кој што работи на инфективната клиника и кој што, како што кажа Арвин, ќе го изгубиме во приватните болници, што е навистина една работа која што сериозно треба да се размисли од еден друг аспект. Нема да се надомести со вработувањето на кадар кој што нема искуство во третирањето на инфективни болести. Ке треба да помине време да се навикнат тие луѓе да стекнат одредени науки и вештини за да можат квалитетно да ги третираат пациентите. Време е на пандемија, можеби и не треба толку стриктно и ограничувачки да се размислува за можноста за ангажирање на тој персонал. Мој совет е веднаш да се ангажира тој персонал, а по однос на губењето на стручниот кадар во приватните болници се отвара само една дилема, која што е многу сериозна и која што сакам јавно да ја предочиме пред јавноста за да биде и тема на размислување. Значи, во ред е тоа да услугите кои што ги купува фондот бидат услуги кои што ќе имаат иста пазарна цена и за приватните и за јавните здравствени установи. И дури тоа, ако се договори,
формирањето на приватни субјекти кои што ќе третираат одредена симптоматологија која што е многу важна за јавното здравје. Значи, инфективните заболувања се едни од основните заболувања кои што влегуваат во доменот на јавното здравје. Ваквите пандемии и епидемии се основата зошто една инфективна клиника која што беше заборавена со години, која што не беше на пик на сите оние политички субјекти кои што до сега поминале низ Министерството за здравство како интересна клиника во која што треба да се инвестира, сега одеднашка стана интересна клиника и одеднашка имаме интереси кај приватните субјекти, тоа истото да го реализираат во нивните установи. А до сега немале голем интерес за инфективни Па ја не знам дека имало инфективно оделение во било која приватна болница. Ниту доктор, ја не знам да имало во приватна болница некој. Знаете ли што е проблемот? Доколку го изгубиме тој персонал во приватните болници, тоа значи дека практично ќе ги замреме инфективните оделенија во јавните здравствени установи. Приватниот оператор не е должен по закон да мора да работи и тогаш кога нема да биде рентабилен, да даде здравствена услуга и тогаш кога нема да има профит, така да во одреден период, можеби не сега, можеби не после година, не после две, без разлика на тоа што фондот ќе каже јас на вас ќе ви ја платам оваа сума за услугите кои што ги давате, да каже јас извинете неам профит од ова што го работам и ќе ставам клуч на инфективното оделение и да се оставиме во ситуација кога во државата нема да имаме во јавното здравство инфективни оделенија, а во приватното ќе бидат затворени поради тоа што нема да има интерес и нема да има профит. Значи ова е еден од аспектите кои што сериозно треба да се размисли. Не знам за измените во законот за кои што збореше колегата Арбен, меѓутоа доколку истите се насочени во таа насока, ова е еден од аспектите кои што во Министерството за здравство треба сериозно да го разгледат, затоа што затварањето на јавноздравствените установи кои што се есенцијални за заштита на јавното здравје, значат дека после тоа со години нема да можеме да ги вратиме состојбите, па и на оваа незавидна ситуација во која што денес се наоѓа. Да. Во однос на мерките, сега имам извадено неколку размислувања од ваши колеги, доста интересни, и тоа се оние главни теми кои се вртат и во јавноста, можам да кажам. Еве, например, професор Пановски, во однос на мерките, што вели? Вели, главен ризик за инфекција COVID-19, растојание помало од 2 метри, дол контакт 20 минути и повеќе, зборување, кашлање, кивање, пеење и така натаму, сето на отприлика Како за сите што го респираторни знае, инфекции. да. Но вика, мерки на владата, затворени простори, ресторани, сали, што ти ја знам, тамо се е наброено, не треба маска. Вика, предлог мерки на влада, пешачење на кеј, седење на клупа, сам во парк, велосипед, можен контакт поблиску од 2 метри на трање од 1 до 5 секунди, на полја, на планина, така натаму, да се носи маска. Прашање во однос на меркиве кои се предлагаат, кои се воведуваат, ви се чини ли, господине Таравари, дека се повеќе некако адхок мерки, базирани врз некакви дневни настани, дневна политика, не толку добро осмислени, и прашање по тоа колку тие мерки даваат резултат? Значи, повторно ќе кажам, ја не сум професионалец по областа и не можам да зборам. Меѓутоа, ја да сум на место на министерот, би се преиспитал и би ја викнал таа комисија за заразни болести и би ги прашал за овие индикатори кои што објективизираат одредена ситуација. Би ги прашал зошто имаме толкав морталитет, зошто инфекциите, бројот на инфицирани случаи на милион жители сме толку напред пред сите. Што е работата? Ја мислам дека и предлозите што ги дава за рестрикции не ги дава министерот, туку ги дава комисијата за заразни болести. Ја искрено мислам дека одамна сум го кажал тоа пред 3-4 месеци дека треба да ја смени таа комисија. Повторно велам, ние сме мала држава, во оваа мала држава има одреден број на инфектолози, епидемиолози, посебно епидемиолози тука, кои што си ги знаеме. Ја мислам дека има врвни епидемиолози кои што би ја направиле оваа работа многу подобро отколку актуелната. Ја не велам да ги стреламе, нив туку фала луѓе, ни помогнавте до тука, мислиме дека треба да го прошириме кругот, да донесеме и одредена друга група на луѓе кои што можат да ја менаџираат целата ситуација подобро. Претерано е со маски, ако има дистанца, добро кажал Пановски беше? Да, Пановски, да. Пановски, микробиологот, така, Да, Никола да, Пановски. микробиологот, да. Апсолутно, како за сите респираторни инфекции. Ако имаме 2 метри дистанца, не мора маска да се носи.
Ако ние стварно треба во парк да носиме маска и по улица кога одиме сами, а можеме во ресторан да јадеме, да пиеме повеќе луѓе, да не носиме маска. Нели така е. Такви се правилата. Ја мислам дека сите овие угостителски објекти треба да продолжат да се работи, да бидеме повнимателни во тие маси, да не бидат повеќе од 3-4 луѓе, да има дистанца меѓу нив, масите да бидат поодалечени, меѓутоа со маските и со носењето на маски, вие се сеќавате, Светската здравствена организација во почеток беше апсолутно против носење на маски. Зборам март-април. После тоа беше да се носи, деца да не носат во одредени ситуации и повторно се многу полиберални отколку ние што владата, односно комисијата. Оти владата само ги усвојува предлозите што ги дава комисијата за заразни болести. Искрено, ја би му препорачал на министерот да си размисли, да ги викне тие добри 3-4 епидемиолози што се во Македонија, без разлика во која партија се, дали се или не се, да ги викне, да ги седне и да ги побара и тие да се вклучат во таа комисија за заразни болести. Дури, јас да сум во негово место, би ги викнал и партиите, 5-6 партии, дајте ми од вашите здравствени комисии, компетентни луѓе да влезат да бидат членови на таа комисија, се со цел, професионалци нормално, да не испратат некоја партија, да речам, уролог или политиколог за да влезе во заразна комисија. Меѓутоа, колку што знам, сите партии имаат, ако имаат, ако немаат, никоме ништо. Тие што имаат и се испратат, сега гледам Велјо Марковски е во ВМРО слушам. Не е лошо, е добар професионалист, да се викне. Даниловски професорот не е, мислам дека е од врвните добри стручњаци. Треба да се викне. Не е во таа комисија. И бивш министер е. И одредени други имиња сега да не ги спомнам. Меѓутоа ги знаеме кои се луѓе, епидемиолози добри, кои што можат да помогнат во оваа ситуација. И не мислам дека во таа комисија мора да биде еден човек и од почеток до крај. Иако се гледа дека човекот не успева да менаџира, уште нема стратегија како ќе течат работите, како ќе одат, во каква ситуација, што ќе се превземе. Тотално од ден на ден, ако имаме висока цифра, тој излегува со препораки кои што се скандалозни. Утредента ако падне повторно други одлуки кои што нема врска една со друга. Така да мора да креираат стратегија и јас би ги викнал луѓето кои што можат во ваква ситуација да помогнат. Да, доктор Мехмедовиќ, навистина се добива впечаток, особено со оваа препораката да се носат маски сами на отворено, доколку се движите по улица, да се одите со маска, се добива впечаток дека мерките се предлагаат од немајкаде. Веќе нема што да се предложи, нема што да се направи, колку нешто да се каже, да се смени, да се покаже активност. Гледате ли вие така на тоа? Мислам дека не е толку едноставно да донесете мерка која што нема некоја научна основаност. Научната основаност на носењето на маски на отворено, јас се потрудив да побарам неколку студии кои што ќе го поддржат тоа и беше најдобра онаа студија што беше изработена во Италија, во која што меѓу другото беше наведено дека носењето на маски во период од 14 дена може во целост да го замени она кое што ние популарно го нарекувавме карантина или ограничување на движењето на населението. Доколку тоа е понежната варијанта, да го ограничите движењето, односно преку примена на заштитни средства, да им овозможите на луѓето слободно да се движат, а при тоа да ја намалите можноста за ширење на вирусот, носењето маска на отворено има своја оправданост. И тоа е да кажано низ таа италијанска студија која што е достапна и на повеќе познати медицински публикации кои што се и во PubMed, и во Medscape, и во Lancet. И од една страна тука може да се види оправданоста за носењето на маски на отворено. Не мислам дека е донесена туку така, напротив, мислам дека има своја базична основаност и дека треба малку, она што е проблематично е што треба малку поагресивно да се носат мерките и да се чека да дадат резултати во рок од 10 дена. Значи, доколку донесете мерка за носење маски на отворено, треба да си дадете од денот кога ќе донесете мерката за носење маски на отворено 10 дена, за да видите дали таа мерка носи одредени резултати. Во меѓувреме да размислувате за други превентивни мерки во случај оваа мерка да не ви ги даде резултатите. И во случај да ви ги даде резултатите, повторно да размислувате за други мерки за дополнително да ги намалите бројките на новозаразени. Тоа е принципот на намалување на ризикот на изложеност на
било што. Не е само за коронавирусот, не е само за микробиолошките опасности, туку е општо за сите штетности и опасности кои што го загрозуваат човековото здравје. И ако така размислувате, веројатно дека ќе постигнете одреден систем во кој што ќе можете постепено да го намалувате ризикот. Меѓутоа, она што денеска го видовме со одлука на влада е дека имаме законски пречки за да го реализираме, дури и тоа носење на маски на отворено. Знаете што, во период на пандемија е многу важно одлуките кои што ги носите да ги носите веднаш. Па дури некогаш и по цена на тоа да бидат погрешни. Увидете за многу краток период дека таа одлука е погрешна, вратете се еден чекор назад, променете ја. Меѓутоа донесете ја одлуката. Многу е важно да ја донесете одлуката за да можете од тој момент да ги промените реално состојбите и да очекувате некаква промена. Дали ќе биде на подобро или ќе биде на полошо, зависи од квалитетот, вашиот личен квалитет за расудување. Комисијата за заразни болести треба да се надогради и да ги опфати сите аспекти на јавното здравје. Колегата Арбен ги спомна епидемиолозите, ги спомна микробиолозите. Јавното здравје не е само микробиологија и епидемиологија. Јавното здравје опфаќа и други области. Едната од нив е екологијата, здравствената екологија, каде што специјалистите по медицинска хигиена, како што ние ги знаевме на времето, се грижат за квалитетот на храната, која што може да биде контаминирана. Имаше случаи во Германија каде што беше докажано контаминација на свинското месо со коронавирусни честички. Имаше докажано контаминација на водите, фекалните води, па дури и техничката вода во Париз, со контаминација на вирусни честички од коронавирус. И сега, тука, во оваква ситуација, можете да ги ангажирате тие специјалисти по медицинска хигиена или по ново здравствена екологија, да ви помогнат во следењето на состојбите од овој аспект. Вклучете ги специјалистите по медицина на трудот, каде што јас припаѓам. Имавме кластери во конфекциите, кои што беа како резултат на непочитување на мерките за транспорт. Значи, следењето на ризикот на кој што е изложен работникот на работното место е постојан процес. Вие не можете да донесете протоколи и да кажете, знаете, согласно овие протоколи ние сме го решили ризикот. Не, ризикот треба да го следите. Ќе пропуштите нешто, ќе го видите нешто во текот на процесот. И откако ќе го следите ризикот, ќе видите кои грешки сте ги направиле и ќе ги исправите. Тоа е континуиран процес. Не можете да донесете протокол и да очекувате дека тој протокол ќе функционира наредните 10 години. Затоа е битно во таа комисија да влезат повеќе специјалисти од областа на јавното здравје, за да се има поцелосен, похолистички пристап кон тоа како ќе се третира целокупна пандемија. Да, добро, ајде сега да искоментираме. Не само да, протокол, туку и алгоритми, убаво кажа Злате. Алгоритми обавезно треба да има. Например, еве видете во Србија имате алгоритам во каква ситуација што би се правило. Оди добро, не оди добро. Ако оди добро, што, какви чекори би се зели, ако не оди, па повторно како. И во Турција земете, им постои алгоритам во протоколот како да се постапува во одредена ситуација. И во целата држава, меѓутоа и со пациентот. Ние и упатства немаме, искрено кажано. Може би едно упатство е ставено, ја не сум го видел ни тоа, меѓутоа и тоа треба да се апдейтира нормално. Сега се случуваат нови работи секојдневно, нови информации за кои што, ете, ние лекари сме повторно се плашам нешто да кажам или ќе сгрешиме. Оти нон-стоп има нешто ново што се открива. Да, јас би сакал да ми скоментирате уште еден интересна дилема која се врти во јавноста, тоа е околу терминологијата, околу тоа што значи всушност заболен од SARS-CoV-2. Вашиот колега Нико Бекјаровски предизвика големо внимание со неговиот Facebook пост, го пренесува доста портали, во кратко, тој вели вака: позитивен PCR тест не значи дека сте заболен, не мора да значи дека сте заболен од SARS-CoV-2. Иако сензитивноста е огромна, ако не се лажам, повеќе од 90%. 80%. Не, он зборува за друго. Вели, во ред, вирусот е најден, но вели, ако имате покачена температура, сувакаши за отежното дишење и така натаму, имате голема шанса дека сте заболени. Колку повеќе симптоми, толку поголема веројатност. И после вели, направите РТГ на бели дробови да се процени тежината на болест. Дневните извештаи на Министерството покажуваат колкав е бројот на ново откриени со PCR тест, а не број на вистински нови болни. Вели, болест без симптоми не постои. Како не постои? Сега постојат асимптоматски пациенти. Неговото прашање е дали асимптоматскиот пациент е болен од COVID-19 или не? Апсолутно, видите, јас колку што знам, значи апсолутно, било кој да е инфициран, дали симптоматски или асимптоматски, тој е инфициран и се води како COVID позитивен.
тој и ако нема симптоми може да биде потенцијален кандидат кој што може да инфицира Зарази некој друг. Господин Таравари, повторно, корона позитивен или ковид позитивен? Абе, COVID е кратен како коронавирус infection disease. Чисто Тоа е само- Не, COVID-19 2019. или SARS-CoV-2 COVID позитивен? е болест, Това а прашање. корона 2 е вирусот. Па, знам, корона за 2 тоа- е позитивен или ние велиме сега можеби Да, грешиме но во ми се чини терминологија. дека тоа е дилемата на Бекјаровски Болеста за е тоа. COVID е болеста, корона 2 Не е разбирате вирусот. што прашувам. Таа е... Еве, Злате е покомпетентен. Значи, доколку имате само вирус, а немате никакви симптоми, така поминете до крај. Тотално асимптоматски. и Дали тој е сте биле инфициран, болен од заразен. COVID-19? Терминологијата нема да го промени начинот на кој што треба да размислуваме во однос на асимптоматските случаи. SARS, корона 2 е вирусот, Да. а болеста е COVID-19, корона virus disease, 19 2019. согласно годината кога е појавен. Е сега, асимптоматските случаи имаат во себе вирусни корона честички. И тие можат да ги дисеминираат, односно да заразат други луѓе. Тоа е важно во детекцијата на асимптоматските носители на вирусот. Носители на вирусот. Кога тие носители на вирусот, најчесто кои што се асимптоматски, ќе бидат следени само еднаш во текот на нивната регистрација, дека биле позитивни на коронавирусот, тогаш немате follow-up, односно следење на состојбата. Треба да го следите тој пациент од почетокот до крајот, значи од позитивниот до крајните два негативни PCR теста, за да кажете дека тој човек не развил симптоми. Кај нас мислам дека тоа, па и во поголемиот дел од светот тоа не се случува. Меѓутоа, има студии кои што прават follow-up на пациентите и во кои што е докажано дека најчесто и тие што се асимптоматски на почетокот, во 80% случаи, после ќе станат пресимптоматски, па симптоматски, на крај ќе прилежат одредени симптоми од болеста и тоа ќе резултира со негативен PCR тест или во одредени случаи со Поблаги или летален исход. потешки во зависност од... Асимптоматските случаи се од јавно здравствен аспект многу важни да се детектираат. Преносители И на да се болеста изолираат. можат да бидат како асимптоматски. Нема, посебно сега, значи има уште една работа која што е многу важно да ја кажеме, гледам дека тоа исто не е многу дискутирано во медиумите, е дека има една мутација која што од можеме да кажеме август веќе е предоминантна мутација на вирусот на глобално ниво. Таа е мутација наречена D614G, која што има субституција на одредени нуклеотиди во вирусот, кои го прават поинфективен. Може би бројкава со која што денеска се сретнуваме и е на глобално ниво, е поради тоа што имаме предоминација на таа нова мутирана верзија на вирусот. Е сега, ако е поинфективен, оската на опасност на еден вирус се детерминира преку неговата инфективност и преку неговата можност да предизвика смртни последици, односно да има летален исход. Она што беше денеска, барем она што ми беше карактеристично во извештајот на Институтот за јавно здравје, беше дека иако е зголемена бројката за 80% на ново детектирани случаи заразени со коронавирус, значи нема да ги кажуваме дека се заболени, туку дека се заразени со коронавирус, бројката на починати е само зголемена за еден. Доколку минатата недела, кога сме имале бројка помала од овие 300, па речиси 400 ново заболени случаи, бројката на починати била 30, за оваа недела е 31. Неаме значително зголемување на бројката на починати, а имаме значително зголемување на бројката на заболени. Замислете, бројката на заболени би требало по дефолт да ја зголеми бројката на починати. Не ја зголеми. Вирусот како една од субјектите, една од компонентите кој што е важен во оваа пандемија се измени во овој изминат период. Неговата зголемена инфективност се уште недокажано резултираше со намалена способност да направи сериозни оштетувања на здравјето или смртен исход кај луѓето. Тоа ќе треба да се докаже во наредниот период. Не е лошо и тоа е во карактеристиката на секој вирус. Вирусите на оваа земја планета живеат речиси колку што е стара и планетата, тоа е негде околу 4,5 милиарди години. Човекот живее 4,5 милиони години. За овие 4,5 милиони години се уште не се создал таков вирус кој што успеал да го сотре човештвото и да го избрише од лицето на оваа земја.
Не верувам дека ова ќе успее и со овој вирус. Вирусите со тек на време како што мутираат сваќаат дека во моментот кога ќе пробаат да го нарушат, да ја нарушат здравствената состојба на организмот и да го убијат човекот, дека човекот ќе направи све што е во неговиот домен, технолошки и интелектуален, за да се бори против вирусите. Во нивен интерес е само да се размножуваат. Да. И веројатно дека и натаму оди развивањето на состојбата со овој вирус. Добро, еве со ова, да речеме, позитивна мисла, да ја завршиме емисијата, ни истече времето. Господа, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Ова беше уште една анализа на телевизија 24 посветена на корона пандемијата. Почитувани, останете во добро здравје, тоа е најважно, и се разбира, следете ја програмата на телевизија 24.